почеток би сакал да изнеса моје размислување во однос на тоа што ја карактеризираше Народната банка на Република Северна Македонија во овие 3 декади. Основна карактеристика е атрибутот стабилност. Најпрви стабилноста на цените, тоест ниска инфлација, второ стабилноста на девизниот курс и трето стабилноста на финансискиот, тоест банкарскиот сектор. Се разбира дека во сите овие аспекти Народната банка се соочила со одредени турбулентни ситуации во зависност од периодот и времето, дали тоа било кризни времиња или па биле некои други ситуации. Така да, првата декада подвлекувам дека предизвикот на Народна банка беше прв пат да се суочи со стабилизирање на хиперинфлацијата, екстремно високата инфлација, четвроцифрената инфлација, која се успева 96 година дури да стигне во едноцифрена инфлација и од тогаш постојано да биде на тоа ниво, освен ова последна година поради увезената инфлација и енергетската криза. Но истовремено првата декада имаше и други предизвици од типот на нестабилност на финансискиот сектор, преди се на така наречените пропаднатите штедилници, како што беше ТАТ, лавци и некои слични на нив, кои што за времето беа навистина големи предизвици и Народна банка успеа да се справи најодлично и со нив и да задржи се уште таа целосна стабилност. 2007, 2008, 2009 се суочивме повторно со прилично со глобалната финансиска криза и прилично би рекол висока инфлација, затоа што таа кај нас стигна некаде околу 9%. За среќа, веднаш после тоа, пак без некои големи, би рекол, тектонски движења, влеговме во мирни води и во цел овај период може да се каже дека Народната банка ја врши најсамостално, независно нејзината мандатарна функција, поаѓајќи од стабилноста на цените, па и другите аспекти. Лично сметам, бидејќи јас лично користам многу база на податоци од Народната банка и мислам дека е една од најдоверливите институции во овие 3 години, во услови баш кога гледаме дека дури граѓаните имаат минимална или би рекол апсолутна недоверба кон институциите на државата, Народната банка на Република Северна Македонија успева да ја задржи кредибилноста, да ја задржи на некој начин прифатливоста како најстабилна и највредна институција. Имено ние од академска заедница користиме многу база на податоци од Народната банка и од тука можеме да кажеме дека сите тие воспоставени институционални капацитети внатре во банката, посебно во секторот и одделењето за истражување и развој, за следење на политиките, економските политики врз база на анализи и истражувања кои што ги прават одредени структури на Народна банка на Република Северна Македонија. Признанието заправо не е само од нас, кое што може да биде и перцептивно, може да биде и донекаде субјективно, меѓутоа признанието е и од страна на независните финансиски институции како што е Меѓународниот монетарен фонд, Светската банка, Европската банка за обнова и развој и сите други институции кои што на некој начин довербата на Народната банка е високо и кај нив. Така да ја пожелувам да Народната банка продолжи во оваа патека, во секој случај да ја зачува и да ја подигне и понатака нејзината доверба, бидејќи никогаш не може да се каже дека некоја институција функционира перфектно, затоа што секој пат можно е подобро.